вечер и добре дојдовте во 252-то издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис. Ако минатиот понеделник комплетно бевме посветени на случувањата на тогаш се уште актуелниот 12-ти Скопски филмски фестивал, вечерва во првиот дел простор за случувањата во последните 2 дена на фестивалот и премиерите на 2 интересни домашни филма. А во вториот дел правиме влез во новиот Кански филмски фестивал, а на крајот ќе ви информираме и за хонконшките филмски награди. Доколку ова ви звучи доволно провокативно, останете со нас во следните 30 минути. Започнуваме со премиерата на краткиот филм Најс Грејсонце на Ѓорче Ставровски, кој најде на одличен прием кај публиката. Прво за филм, фузија и неколку успешни документарци, и овој пат авторот Ставровски докажува дека знае да сними добар краток филм, што некогаш е многу потешко отколку да се сними целовечерно остварување. Во 16-минутната приказна, набиена со енергија, играат Петар Арсовски, Јордан Симонов, Марија Бејкова и Лиле Георгиева. Да видиме за што се работи и какви се импресиите на екипата од сработеното. Стартуваме. Ми беше сценариото, да речам, веќе напишано и направивме муавет со снимателот, значи со директорот на фотографија на филмот, Димо Попов. На него му се допаѓа приказната, стално му се допаѓаше и ми кажа ајде конкурираме во министерство, конкуриравме, ни дадоа пари, така започна целава работа. Фокусиране на тие некои 3 главни лика. Инаку повторно се чувствува таа клаустрофобија, сепак е некаква психолошка драма, да речам, и не можам да побегнам јас од тој стил. Ајде бега. Се чувствува атмосферата горе на Караџица, меѓутоа тоа е сведено на неколку такви пошироки планови и на почетниот дел во кој што го сместувам филмот горе на таа планина. Продуцентот беше доста мудар да не однесе таму на Караџица во тој планинарски дом, од кој што не можевме да се вратиме. Работа беше завршена за 5 дена, затворени во планина и мислам дека малку го долоивме оно што го сака, што го бараше од нас младиот режисер Ѓорче, од кого сум многу задоволен. Сигурен сум дека се одрази и на квалитетот на филмот, бидејќи нон-стоп бевме во таа атмосфера, тоа е автентичен амбиент за филмот. Во филмот има и, може да кажеш дека има и акција, може да кажеш дека има и некаква драма, знаеш, има и суспенс. Прави проблеми, а? Стално. Чајче може? Мене лично ме обседнува нашава реалност и затоа се сместени, да кажам, моите филмови се сместени во таа реалност. Што мрсул си ти? Мислам, сместен е во овој транзицијски период, тоа ни беше на нас некој, да кажам, таргет. И едноставно, мислам, дури во филмот е локализиран филмот негде на почеток на оваа транзиција. Не е во преден план времето, негде во позадина тоа стои така. Сега кој ќе си помислам дека од тогаш има поминато 19 години, мислам дека е поблиско до денешното време. Н, 2, 3, Арчи тежок мрсул си. Ви кажам дека ми беше многу драго да бидам во друштво на млади
творци, актери, филмски работници, кои покажаа многу голем ентузијазам и, за моја радост, професионализам. Ке ви пречи? Само ти труј си. Пробав да се откажам, а не успев. Не знам што правам со руките. Што не пробаш со оние мастики цигари? Колку да држиш нешто враг? Се познаа дека не се цигари. Кога разговаравме околу ликот, дојдовме до едни заеднички точки помеѓу мене и режисерот во однос на еден куп такви ликови што ги има овде во Скопје конкретно. Комуњари сте едно, бе. Сте се курцале таму, партизанки сте бркале. Сега ќе видиш што е војна пиздо една. Ела бе, маму тие. Повеќе одраз на денешното време, на загубениот морал, за загубената етика, човечноста, убави работи што го красат човека и за жал се повеќе и повеќе ги губиме тие работи што меѓусебно не врзуваат. Тоа што е драгоцено, што е да го наречеме љубов, дружење, морал. Јас радо би да снимам филм на туѓо сценарио, знаеш. Имаш дистанца, го почнаш проектот од нула, значи не си вовлечен од старт, знаеш каде би можеле да бидат проблемите на филмот, можеш да се вклучиш и да промениш некои работи, драматуршки да го појачаш. А аспирин нешто не ти се наоѓа? Да видам. Значи не сум прочитал сценарио кое што ми се допаѓа и кое што јас би го работел. Отвори. Добро. А радо би, мислам, повторно ќе кажам, мислам дека главната, уствари најдобрата варијанта е да може човек да најде сценарист со кој што ќе соработил. Јас сум и Вујко. Какви проблеми не направи? Не на секира. Не избега со тој некој си возрастен човек. Тој ги оставил жена му и децата. Еве сега ова што го правиме со Борјан, Омнибусот, баш имаме една комедија релаксирана, знаеш. Така ептен опуштен еден филм, има нешто, знаеш, сепак од мене такво клаустрофобично и драматично, меѓутоа сепак е, знаеш, во самата суштина тоа е една таква чешка комедија, да кажам. Знаеш, така да ете баш ептен радо чекам да почнам со тој проект и се надевам дека и тоа ќе излезе, знаеш, ќе ја види светот, да кажам, и таа моја страна, знаеш. Што јас сакам да се шалам, онака насмејан сум, не сум некој немтур. Тоа беше краткиот филм на Изгресонце на Ѓорче Ставровски, промовиран во рамките на 12-тиот Скопски филмски фестивал, кој финишираше со уште еден филм од македонски автор, овој пат документарец со наслов "Плати и жени". Филмот на Атанас Георгиев веќе го предпромовиравме во Филмополис, но она што следи е неговата официјална премиера за фестивалската публика. А за пошироката од вечерва "Плати и жени" со секојдневни проекции во киното Милениум во Скопје. Документарецот раскажува за тоа на што се подготвени балканските студенти за да дојдат до европски пасош, отворајќи многу прашања пред гледачите. Во очи на самата премиера интересно стигне информацијата дека "Плати и жени" е награден на фестивалот во Нион, Швајцарија, што е уште еден доказ за неговиот квалитет. Има 4 селекции, значи, на тој фестивал. Помеѓу, значи, една од тие селекции, значи, нови погледи, нови хоризонти, каде што еве успеав да ја земам таа награда за таа селекција, значи нема прва, втора, трета, него е таа единствена.
Вчера ја дознав, денеска е доделувањето, за жал не сум таму, јас како некој полупатриота дојдов на премиерата овде во Скопје, па да ви кажам и подраго ми. Are you serious? Definitely. Married. Please read this. If you can help us, it will be very, very, very nice. Just read it. It's not a joke, okay? На секој фестивал постои дискусија после секоја проекција. Сега овде се случи да имаме ние 45 минути дискусија околу филмот и продолжи понатаму додека ме сретнуваа луѓето по фестивалот. Значи интересот е огромен. И ја лично се изненадувам. Со свом животу сам правио флаери и делио флаери, али овака е никад. Обично добрите документарни филмови носат такви тешки теми да осознаеш дека светот во кој што живееме е стварно многу суров. И после таква една проекција не ти се гледа ништо. Едноставно не ти се ни живее. И 2 недели не сакаш ни да разговараш за ништо околу таа тема. А овој филм па напротив покренува прашање. Значи многу интригантна тема е пред се. Прво ги занима дали е ова игран филм. Значи не може да си поверуваат дека ова станува за жива вистина и за стварно дека е се внатре документарно снимено. И од првот кој ќе го дознаа дека е документарно, нели, едноставно не им е јасно како се полноцени изведени, па потоа поставуваат прашања дали е тоа навистина така со целиот тој систем, дали така функционира. Цура за венчање се налази у дискотекама. Фаца долго време работи на овој проект, јас се вклучив малку покасно, он имаше веќе снимано доста материјал, и као трейлер, и као некои добри 15-20% од филмот се гледа дека е тоа, знаеш, негово снимање. Има добри 2-3 години наназад пред јас да се вклучам во проектот. После неког дружења, ако си у проблемима, кажи да си у проблемима и онда ćeš видети како он реагира. Атанас кога веќе доби пари и буџет за филмот, веќе немаше потреба сам да работи камерата, едноставно можеше да си дозволи да има снимател, биејќи сме одамна пријатели со Фаца, ми беше задоволство да работам нови филм. Одев во Виена на 3 етапи, мислам од по 3 недели и во текот на 2006 година успеавме, 2007 извини, го снимавме 3 или 4 етапи. Принципот на работа беше, значи, на моје инсистирање, барем да ја утврдиме локацијата, да не биде се неплански, барем да знам дека на ова место ни се допаѓа, го одбираме и го снимаме, а се друго е надвор од контрола, како ќе се одвива, како ќе тргне. Ај, дај цигара. Лазено да факија. Овако нешто за женење? За цоп? За папира, аби се некој видал. Опасно е да се снимаат проститутки сепак, а дозвола не може да се добие туку така, и затоа се одлучивме јас да бидам во комбе скриени и да ја снимаме таа сцена преку прозор. Знате ли за венчавање со аустријанком нешто за папир? Питај швабици. Па швабице питајте, тамо. Па не, мислил сам да ви не за тоа, случајно. Папире швабице. Нема. Немате ли ви, а? Снимање за мене документарција е понапорно него снимање играни работи, затоа што треба постојано да сум на штрек, треба постојано да внимавам. Нема работно време, него е 24 сата. Ние спиевме, истата екипа со Марко, со главниот лик бевме во истиот стан сместени. Цело време сме заедно, камерата практично цело време ја носев со мене. Фаца, во својом животу сам правио флаери и делио флаери, али овака е никад. Интересна е приказната со Марко Прица, да кажеме. Марко Прица нема товар на себе. Он товарот го оставил во Сараево во 96 година, во 94 кога требало да биде регрутиран, и он на време избегал од Сараево и после тоа ја тера некако својот живот го тера на варијанта секој ден за него е среќа. Значи он
се што тоа му се случило во минатото за време на војната, он сваќа дека секој ден поминат во мир за него е благосостојба. И затоа е многу интересен тој карактер во филмот, кај што уствари единствено он е растеретен од тие проблеми. If you can help us, it would be very, very, very nice. Just read it, it's not a joke. Во Македонија ние веќе потегнавме неколку иницијативи каде што целта на прикажувањето на филмот ќе биде баш дебата. Од после проекцијата ќе се викнат релевантни личности кои би биле спремни да говорат на оваа тема, кај што ќе може да се судрат и да се конфронтираат со различни ставови и да ги поканиме нормално и медиумите, кај што ќе може да известат и пошироката јавност околу темата на филмот. Не е воопшто тоа тема на филмот. Ја мислам дека тоа е светска тема кај што сите страни се засегнати. Сега работам филм нели за Вели Мумин. Интересна акција во прашање. Повторно не, значи документарен филм. Повторно се работи за сериозна тема. Се надевам дека ќе го вклучиме и хуморот, затоа што мислам дека тоа е добра основа за да се кажат некои работи и да се размислува околу темата. Идејата е дека он има изгубено, значи, од шпанецот Келвин Деланиеве за време на квалификациите за Олимписките игри. И сега идејата е дека во Атина беа квалификациите. И значи сега е идејата да се поканат 7 шпански боксери тука во Македонија да се боксуваат со наши 7 боксери, каде што последниот меч би бил помеѓу Вели и Келвин од Шпанија и значи да го видиме исходот на таа борба, да видиме што тоа значи за нив и еден прав боксерски живот и една боксерска приказна. Океј, тоа беа настаните од последните 2 дена на Скопскиот филмски фестивал, со уште едно потсетување дека Плати и жени од вечерва се наоѓа на репертоарот на киното Милениум во ГТЦ во Скопје. Во вториот дел од магазинот најава за престојното 62-ро издание на најценетиот филмски фестивал во светот, оној во Кан. Општ печаток е дека последниве пар години тој не понуди кој знае каква програма со чест на исклучоците, нели? Но оваа година организаторите на одржаниот прес гордо се пофалија дека следи едно од највозбудливите изданија на Канскиот филмски фестивал поради општата тепачка од квалитетни филмаџи и квалитетни филмови за влез во трката за Златната палма. Одиме со најавата за Кан. Како што е ред, на пар недели пред почетокот на настанот, организаторите на фестивалот број 1 во светот, престижниот Кански филмски фестивал, на пресконференција која се одржа во хотелот Гранд во Париз, ја соопштија и годинашната компетиција на неговото 62-ро издание поред. Според емињата кои ќе се надпреваруваат за Златната палма, како никогаш досега од 13 до 24 мај на Азурниот брег ќе има прилично жестока конкуренција. Меѓу 20 кандидати се режисерските звезди Педро Алмодовар, Квентин Тарантино, Кен Лоуч и Ларс фон Трир, а тука се и новите остварувања на Джейн Кемпион, Парк Чан Вок, Анг Ли и Марко Белокио. The film we have in selection are already a film which I think are very, very modern, and it's maybe one of the common line in the selection is that each film is a very strong proposal of what cinema is or what cinema could be. Како куриозитет, Тарантино, кој доби Златна палма во 94-та за ефтини приказни, е единствениот американски режисер во конкуренцијата за овогодишната награда. На црвениот тепих се враќа со филмот Неславни копилиња, приказна за Втората светска војна со Бред Пит и Дајан Кругер во главните улоги. Новиот филм на Алмодовар пак, Скршени бакнежи, ќе има меѓународна премиера, бидејќи тој веќе се прикажува во Шпанија. Анг Ли, qui n'est pas revenu à Cannes depuis Tigre et Dragon et qui n'est pas venu en compétition depuis plus longtemps encore, vous trouverez ça, avec un film qui s'appelle Taking Woodstock,
C'est un film qui tombe à pic puisque c'est les 40 ans de Woodstock. По центарот на филмот на англискиот режисер Кен Лоуч е фудбалерот и актерот Ерик Кантона, додека филмот на фон Трир Антихрист е психолошки трилер во кој настапуваат Шарлот Гейнсбург и Вилијам Дафо. Сепак она што го радува председателот на Канскиот фестивал Жил Жакоб е присуството на филмаджиките. Et moi, ce qui me frappe, il y a l'arrivée des femmes. Dans l'ensemble de la sélection, il y a 7 réalisatrices. Ça, je crois que c'est une première. Фестивалот ќе биде затворен со филмот Коко Шанел и Игор Стравински за љубовта на француската модна креаторка и големиот композитор. Председател на жирито на Канскиот фестивал е француската актерка Изабел Ипер. До фестивалот били испратени 1670 филмови од 120 држави, од кои се избрани 52 долгометражни филмови од 32 земји. Меѓу нив 46 се светски премиери. И уште еднаш, Тарантино, Лоуч, фон Трир, Ли, Белокио, Кемпион во овогодинешната трка за Палмата во Кан. Ќе биде возбудлива. Веројатно забележавте, во претходниот прилог не беше споменат насловот на филмот на отворање на фестивалот, иако никогаш не се наоѓа во конкуренција за наградите. Сепак многу е важно со кој наслов ќе биде отворен Кан. По минатогодишниот Слепило, за кој многумина сметаа дека не беше баш соодветен избор за влез во фестивалот, оваа година организаторите се одлучија за револуционерен потек, тоа да биде анимиран филм. За прв пат во историјата, изборот падна на новото 3D чудо на Пиксар со наслов Горе. Good afternoon. My name is Russell, and I am a wilderness explorer in Tribe 54. Десетиот филм на Pixar компанијата Горе ќе биде запаметен како првиот анимиран и првиот 3D филм кој воопшто во историјата ќе го отвори годинешниот Кански филмски фестивал. Од ваквата можност најизненаден бил режисерот на филмот Пит Доктер. It's an incredible, huge honor. It's nothing that I ever expected. I'm just like a geeky kid from Minnesota who likes to draw cartoons, you know, and so the fact that we're going to France to be a part of this internationally renowned festival is just kind of mind-blowing. Анимираниот филм Горе е комедија-авантура за еден 78 годишник, глас на Ед Аснер, кој својата куќа ја крева во воздухот со помош на балони и заминува на пат за Јужна Америка, но за несреќа старецот со себе го понесува и момчето од соседството Расел. Страсен истражувач на децата. Токму во тој момент започнуваат неволите и за обајцата. Well, I think it's probably a little bit of a different audience over there. I mean, it's like hardcore film fans, you know. So I hope that we have things to offer them as well. It's like we've always just made these movies for ourselves and tried to entertain ourselves, and we hope that the rest of the world likes them too. And so far, it's worked out. So we'll hope for the best. Со анимиран филм на отворањето, организаторите високо ја креваат популистичката завеса на фестивалот, поучени од грешката од минатата година, кога таа чест му припадна на темната трилер драма Слепило. Инаку во претходните години во компетиција за Златната палма се најдоа анимираните филмови Персеполис од Иран, како и најнаградуваниот израелски филм Валцер со Башир. И на крајот од вечерашниот 252 Филмополис од случувањата во домашната кинематографија и најавата за престојните кански случувања, се селиме на далечниот исток, каде минатата недела беа доделени угледните хонконшки филмски награди. Азиската кинематографија, особено она од Хонг Конг, се повеќе е ценета на секаде низ светот, па токму затоа во магазинот решивме да одвоиме простор за најдобрите остарувања кои доаѓаат оттаму, а календарски беа реализирани во минатата 2008 година. Тоа ќе биде и последната содржина за вечерва. Ви посакувам пријатна ноќ со програмата на ТВ Телма. На 28-то доделување на хонконшките филмски награди за најдобар беше прогласен биографскиот филм за учителот на Брус Ли, славниот Ип Ман, кој успешно го игра актерот Дони Јен. Но сепак доку драмата, она што навистина сме, беше апсолутен победник на настанот, добивајќи ги наградите за најдобар режисер во името на Ан Хуи, најдобра актерка По Хеи Чинг и најдобра споредна актерка Чан Лај Вун. 喺拍呢個天水圍嘅時候咧，係絕對冇可能會諗到係會攞到獎嘅。我哋只不過係支持阿 Ann 能夠拍一部有意義嘅戲。咁啊，今日真係
係非常之嘅喜出望外。咁啊，好多謝好多朋友嘅支持，好多謝你哋。 За најдобар актер во хонконшката кинематографија пак беше прогласен Ник Ченг, кој уверливо портретираше киднапер кој се соочува со бесот на својата жена во филмот Зверот во нас. 对我们演那么多年的演员来说，都是很重要的，也不别管他是有什么原因去发生给我们的，这些鼓励都是我想象不到可以换任何一个东西可以。 Она што е интересно на доделувањето на годинашните награди во Хонконг е тоа што не се случи вообичаената практика да победи некој блокбастер во кој доминираат боречки вештини, па така епскиот Црвен гребен на Џон Ву може да се смета за тотален губитник. Исто така куриозитет е и тоа што филмот Она што навистина сме е единствениот филм во конкуренција кој е снимен само со хонконшки пари без кинеско учество во него. И на крајот да споменеме дека наградата за животно достигнување беше доделена на актерката Джозефин Сиао, која во 1995 година ја доби мечката во Берлин за најдобра актерка на фестивалот за улогата во филмот Летен снег.都是反贼，罪不容诛。你怀着满满的心来到赤壁，有人会帮你倒空的。住好！战场哪有什么朋友？明天，他们就是你的敌人。